Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во последната емисија посветена на локалните избори закажани на 15 октомври. Во претходните емисии имавте можност да слушнете директно од кандидатите за градоначалници на Крива Паланка и на Куманово со какви проекти настапуваат пред граѓаните и ја бараат нивната поддршка. Она кое што морам да го споменам во оваа емисија е дека сите кандидати, односно 5 мина кандидати кои што се кандидати за градоначалници на овие локални избори, добија покана од нас како медиум да присуствуваат и да гостуваат во некој од емисиите, но сепак иако уредно беа поканети, тие не се одзваа на поканата. ДПА, кој што кандидат за градоначалник го има Бесим Мемети, од БЕСА кандидатот за градоначалник Дритон Сулејмани и Алијанса на албанците со кандидат за градоначалник Башким Османи. Во претходната емисија имавте можност да го проследите разговорот со кандидатот за градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз Максим Димитриевски, а вечерва на моја чест и задоволство се разбира и ваше на малите екрани секако. Мој гостин е кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Зоран Ѓорѓиевски. Добре дојдовте. Добро вечер и за вас и за гледачите на К3 телевизија. Ви благодарам што се одзвавте на поканата да бидете наш гостин и вие имате можност секако како и сите кандидати да ја представите вашата изборна програма и зошто ја барате поддршката од граѓаните, но сепак ова е ваша втора кандидатура. Од 2013-та, кога беше првата, секако можеби со многу повеќе искуство влеговте во изборната кампања. Каква поука излековте од 2013 година? Искуствата од 2013 имаме и доста позитивни и доста негативни, така да настапот према граѓаните на Куманово ќе биде ист, чесен, со чиста мисла, со реални проекти, со реални рокови, така да понудата што ќе имаме сега е иста како понудата од 2013, нормално во програмата имаме некои измени, бидејќи сепак период од 4 години е голем период, многу од потребите на граѓаните се сменети, така да следејќи ги потребите на граѓаните во оваа нова програма со која настапуваме, за која граѓаните ќе имаат прилика да се детално уверат со сите работи во сите сфери што им нудиме, се надеваме дека ќе добиеме поддршката од граѓаните да го водиме Куманово во некое многу подобро утро, бидејќи сите се свесни веќе е крајно време да настапат промени во општина Куманово. Која беше причината која што ве водеше повторно да ја прифатите кандидатурата и да бидете кандидат за градоначалник на овие локални избори? Пред се, причината да ја прифатам кандидатурата и 2013 не се разликува од сега, а тоа е да со позитивни работи го одбележам животот што сум го поминал и посветил на Куманово. Да добијам шанса да на кумановчани останат некои добри дела кои ќе зборуваат за нашето постоење за генерациите што доаѓаат после нас. Значи тоа беше главниот мотив. Вториот мотив за повторно кандидирање беше победата во 2013 во првиот круг и сомнителниот пораз после многу сомнителни дејанија што се случуваа во изборниот ден во вториот изборен круг, така да сметам дека граѓаните на Куманово сега на овие избори ќе знаат да сите тие недоследности, неправилности ги казнат онака како што граѓаните знаат и умеат, а тоа е со закружување на број 13. Така, дали од тоа кое што имаме денеска, изборната кампања веќе започна, каква беше во 2013-та, каква е сега? Каква кампања се води, позитивна или негативна, ваша оценка? Од наша страна, без обзира што 2013 на централно ниво бевме власт, на локално бевме опозиција, сега сме на локално повторна опозиција и на централно сме опозиција. Значи, од наша страна и тогаш и сега имавме позитивна кампања која водевме блиску до народот, со конкретно објаснување на сите проекти кои планираме да ги работиме во периодот од 4 години. Додека и тогаш и сега сведоци сме дека декларативно потпишуваме договори за фер кампања, декларативно говориме за фер изборен процес, а сведоци сме и јас, и вие, и сите граѓани на општина Куманово, што се случува во
овие последни месец дена во општина Куманово. Сведоци сме дека секаде се гради, секаде се поставуваат непроектирани работи, не интервенираме, сепак тоа што се дава е за добро на граѓаните, меѓутоа се крши законот, постоечките инспекции не се присутни на терен. Ќе бидете сведоци да асфалтот што се гребе во населба Карпош се сипува по уличките во населба Карпош, во Љубодраг, Бабиндол. Сето тоа е работа на црно. Тие луѓе не заслужуваат гребен асфалт, заслужуваат асфалтирани улички правени по проект, а не вака им се дава како да им се замажат очите пред избори и тоа ќе трае толку. Така, сметате дека тоа е само за собирање поени? Класично собирање политички поени. Не е добро да се каже, меѓутоа фактот е тој. Одговорен градоначелник има период од 4 години. Одговорен градоначелник на месец дена пред избори престанува со активностите. Остава да сработените дела после него бидат аргумент за да ја добие довербата од граѓаните. Ова сега што се случува низ Куманово не е вредно да се коментира. Како ќе работи Зоран Ѓорѓиевски доколку стане идниот татко на Куманово со централна власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз? Пред се Зоран Ѓорѓиевски ќе работи како што работил 30 години, со лична одговорност пред сите граѓани на општина Куманово, со честност, со посветеност, со континуирана работа од 4 години. Значи, ако континуирано се работи 4 години, као што кажа пред малку, нема потреба во последниот месец да се малтретираат граѓаните, да се блокираат улиците за да се нешто заврши што не се завршило, а имало период од 4 години. Така да, пошто е препознатлив доктор Зоран Ѓорѓиевски во Куманово, нема да се промени. Централната власт на СДСМ можеби ќе блокира за некои големи капитални инвестиции. Ние во нашава програма немаме многу од капиталните инвестиции. Меѓутоа, општина Куманово, како најака општина и најголема локална самоуправа, со буџет од 25 милиони евра, има сила и финансиска моќ да сите овие проекти кои сме ги дале бидат реализирани. Бидејќи се носевме од постојните финансиски средства кои општината ги секојдневно добива секоја година во континуитет, се носевме од таа финансиска проценка за овие проекти кои ги дадовме, кои ќе бидат нужна потреба на граѓаните и остварливи. Значи, нема да се задржиме само на тоа. Улога на градоначалникот како менаџер ќе биде да сите оние донации, сите оние дотации, шанси да преку разни амбасади се донесе нешто во Куманово, да се искористат и да се донесат. Ке ве подсетам, ја и кога не сум бил кандидат за градоначалник, бев еден од иницијаторите за големата помош од медицинска опрема од 5 шлепери што беше донесена во Кумановската болница во вредност од 1 милион евра. Тоа остана на кумановци. Значи, секоја онаа шанса каде што нешто може да се донесе и да остане за добробит на граѓаните на Куманово, верувајте ќе биде искористена. Доколку станете градоначалник на Куманово, ќе наследите огромен долг. Зошто се доведе во ситуација да неголемата општина во Македонија работи под блокада и со постојана резерва и како вие ќе го решите овој проблем? Пред се на ова поле за ова прашање не би се изјаснувал прецизно, бидејќи се уште немаме прецизни податоци за колкав долг се станува збор. Од изјавите на релевантните луѓе во општина Куманово имаме некои податоци, меѓутоа ќе почекаме да со влегување во општина Куманово, со направен финансиски пресек, со направена ревизија, да видиме кои се појдовните основи, за да знаеме кои конкретни решенија треба понатаму да се преземат. Основно е да се знае сумата, основно е да се знае према кои доверители општината должи и да се побараат пред се директните начини за разговори со тие луѓе, начин
на враќање на тие средства и начин на успешно водење на работата и работењето во општина Куманово. Значи, тоа е првата работа која треба да следи. Континуитетот не смее да биде блокиран. Во вашата програма предвидувате анализа на работењето на јавните предпријатија. За каква анализа конкретно станува збор и кога веќе сме кај јавните предпријатија? На почетокот на изборната кампања многу пати на пресконференции, на сите средби со граѓани, велите, односно дававте одговор на сите оние шпекулации кои што се шира дека доколку Зоран Ѓорѓиевски стане градоначалник на Куманово ќе има отпуштање од јавните предпријатија. На сите мои јавни настапи јас јавно кажав до сите вработени во сите јавни предпријатија во општина Куманово никој нема да биде чепнен. Го има зборот на доктор Зоран Ѓорѓиевски дека никој нема да биде чепнен. Сите оние кои се вработени, кои професионално си ја вршат работата, нема да бидат малтретирани на никаков друг начин, не како што се работи на централно ниво од сегашнава власт. Значи, го имаат зборот, а сепак во Куманово, ако по нешто сум препознатлив сум по држењето на дадениот збор. Нашата работа околу сите овие јавни предпријатија, бидејќи сме убедени дека поради лошото менаџирање, сите овие јавни предпријатија од успешни фирми и компании дојдоа во ситуација да бидат фирми со блокирани сметки. Така. Значи, кажавме и пред малку, додека не се направи еден финансиски пресек, една ревизија на состојбите во тие предпријатија, нема да се даваат шпекулативни информации, значи што ќе се работи. Второ, на сите нивоа, каде што менаџерскиот тим затаил, ќе имаме смени по хоризонтала. Меѓутоа, професионалните тимови, значи, оние оперативни луѓе, кои се луѓе за работа на терен, во службите, немаат вина. Вината е во менаџирањето. Доколку некој и не работел добро, менаџерите се биле тие должни да таа работа исправат. Значи, сепак грешката е во менаџирањето. За одредени фирми понудивме некои конкретни решенија, пример за комуналното предпријатие Чистота и Зеленило. Сведоци сме дека во овој момент работи се она што треба да го работи. Повеќе се заангажирани околу угостителскиот дел и туристичкиот дел, отколку околу комуналниот дел. Затоа и предвидовме да прво имаме формирање на едно јавно предпријатие кое ќе стопанисува со сите спортски и рекреативни терени на тло на општина Куманово, а другите делови од Чистота и Зеленило ќе имаме оперативни единици кои ќе бидат сите во склоп на една фирма, меѓутоа ќе бидат оперативни единици посебни по својата делатност и функционирање. Тоа ќе бидат паркови и зеленило, комунална хигиена и одржување на гробиштата. Да преминеме на конкретно на програмата и проектите кои што се опфатени, а вие секако ја барате поддршката од граѓаните за да станете нов градоначалник на Куманово. Она кој што може да се забележи приоритетен проект во Куманово, акцијата Куманово без кал. Конкретно за каков проект станува збор, колкава е вредноста на инвестицијата и што се ќе биде опфатено со овој проект? Главната работа со која ќе настапиме на овие избори е проектот Куманово без кал. Тоа е проект кој ќе трае 4 години во континуитет. Проект кој средствата ќе ги црпи од средствата на буџетот на општина Куманово. Значи, предвидено е да од буџетот од 25 милиони евра, колку што е тековниот буџет на општина Куманово, 10% од тој буџет бидат средства употребени за средување на комплетната инфраструктура на цела територија на општина Куманово. Значи, инфраструктура за фекална канализација, инфраструктура за водоводна мрежа, инфраструктура за асфалтирање на улици, комплетно уредување на уличните осветлувања, бидејќи граѓаните плаќаат, а многу често немаат улични осветлувања, како во градските, така и во руралните населби. Значи, оваа акција ќе трае сите 4 години, како што кажавме, континуирано. Пошто кажавме дека на годишно ниво
ќе се даваат 2,5 милиони евра. За 4 години тоа се 10 милиони евра средства дадени во средување на комплетната инфраструктура на општина Куманово. Заборавив да споменам, овдека ќе бидат уложени средства и за средување на атмосферската канализација, проект кој во Куманово не е добро решен, бидејќи имаме заедничка фекална и атмосферска канализација, ќе гледаме да атмосферската канализација биде одвоена од фекалната канализација, на промерите да бидат поголеми на каналите, така да сите оние состојби кога при некој појак дожд булеварот Октомвриска револуција е река, да ги немаме повеќе и да ги немаме поплавите по кои Куманово во последните години беше на прво место. Водоснабдувањето, долгогодишен проблем за Куманово. Имате ли проект со кој предвидувате решавање на овој проблем и конечно да се стави крај на маката на сите оние граѓани кои што секојдневно, особено во летниот период, мачат со водоснабдување? Пред се, водоснабдувањето е децениски системски проблем, бидејќи е проект кој е правен за Куманово од пред можеби 30 години, така да во последниве 30 години со ширењето на градот во Куманово не е водена сметка за проширување на капацитетите на ова поле. Мрежите се ширени, меѓутоа не и капацитетите за преработка на сирова вода во фабриката за вода во Куманово. Значи, тука ќе треба да се направи студија за комплетно менување на мрежата во Куманово која е дотраена. Тоа е прва работа. Второ, ќе треба да се искористи постојниот тутунски вод, каде тој проект би чинел некаде околу 300.000 евра, да се тој тутунски вод приклучи на фабриката за сирова вода со свој капацитет од 120 литри вода во секунда, со постојниот вод што го имаме, за кој капацитетот е 260 литри во секунда. Меѓутоа, свесни сме, поради многу неправилности што се на тој вод, реалната количина на вода што доаѓа до фабриката за вода е некаде околу 200 литри. Треба да се каже и уште еден детаљ, ја го слушнав интервјуто на колегата Максим Димитриевски за цевковот од 500 литри вода во секунда. Се слагам, треба таков цевковод, меѓутоа за таков капитален проект сепак мора да стои државата. Ние, као кандидати за градоначалници, не можеме да го нудиме, меѓутоа една работа мора да се потенцира. Фабриката за вода има свој капацитет од 340 литри вода во секунда за преработка. Ова лето таа количина вода фабриката ја добиваше. Меѓутоа, капацитетот на преработка не можеше да ги достигне овие бројки. Некаде околу 300 литри во секунда беше капацитетот што фабриката за вода можеше да го понуди на граѓаните. Доколку сакаме да еден таков капитален проект добиеме во Куманово, ќе мора да размислуваме или за проширување или за поголема фабрика за вода, тоест прочистителна станица за сирова вода, која ќе треба да го прати овој проект. Така да, од постојните работи, кажавме, приклучување на тутунски вод, алтернативни бунари на одредени локации со мали пречистителни станици, за да во најтешките летни месеци имаме шанса сите оние високи зони да бидат покриени. Бидејќи големата потрошувачка со користење на голема количина на вода со многу висок притисок доаѓа до пукање на цевките, бидејќи мрежата е стара. За да можеме да во наредниот период со сопствени средства ја поправиме оваа состојба, ќе биде, значи, отворање на нови допунски алтернативни бунари во околината на Куманово. Сепак, од сите хидролошки истражувања, сите знаеме дека Куманово буквално лежи на вода. Меѓутоа, треба да се направат добри истражувања и да се направи добар план за да покриеноста ја задоволи потребата на граѓаните. Така, овој проект планирате да го изведете со финансиски средства од буџетот на општината? Па, претежно сите проекти кои ни се наброени, во основа се средства од буџетот на општината.
Освен тир зоната, сепак тоа е зона која ја гради државата, за која и додека бев пратеник се залагав, меѓутоа сведоци бевте дека со ребалансот на буџетот предвидените средства од 300 милиони денари беа повлечени од ребалансот и сега за оваа година тие средства не може да се употребат за работа на локацијата која беше предвидена за тир зона. Ние можеме во индустријската зона Речица со сопствени средства, со правење на инфраструктура да понудиме на потенцијалните стратешки инвеститори и домашни стопанственици локации каде што можеме како општина да средствата кои би ги они утрошиле за инфраструктура да ги вложат во средства за стопанисување, за да капацитетите им бидат зголемени, за да актуелниот проблем на Куманова, тоа е невработеноста, ја намалиме. За големиот капитален проект тир зона сепак ќе треба помош од државата. Во вашата програма најавувате доколку станете секако градоначалник изготвување на генерален урбанистички план. Генерален урбанистички план е насушна потреба за град Куманово. Постојниот е истечен 2012, сега сме веќе 2017. 5 години Куманово функционира без генерален урбанистички план, така да сегашнава состојба со промена на сите детални урбанистички планови ја направија состојбата во Куманово да владее урбан хаос. Кога постои генерален урбанистички план, можете да предвидите во наредниот период од 10 години како ќе биде ширењето на градот, меѓутоа и пратењето на инфраструктурата која адекватно ќе го прати ова ширење. Тоа е една работа која ние не сме имали. Затоа и дојдовме во оваа состојба во Куманово да имаме изградба на големи урбани единици, меѓутоа инфраструктурното нивно пратење не беше адекватно и затоа во Куманово имаме и сообраќаен метеж, и имаме недостаток на вода, и имаме многу валкан град. Значи, состојбата на комунални решавања на овие ширење на градот не беа адекватно пратени од страната на градот. Со новиот генерален урбанистички план, сите тесни грла кои во моментов се во Куманово, ќе гледаме да најдеме начин да бидат благовремено отстранети и да во престојното ширење од 10 години, колку што трае важноста на овој генерален урбанистички план, да предвидиме на кои тесни грла би можело да бидат тесни грла и со време адекватни сообраќајни решенија за да граѓаните немаат проблеми. Кога сме веќе кај урбанизмот, она кое што низ изборната кампања протеча, тоа е секако јавна пресконференција на се уште актуелниот градоначалник Дамјановски, кој побара и од вас и од вашиот колега Максим Димитриевски да не зборувате за тоа како работел секторот за урбанизам, туку да се занимавате со ваши проекти. Ваш став? Пред се, јас и на митингот кажав дека нема да ја коментирам изјавата на почитуваниот градоначалник Дамјановски и затоа во сите мои настапував конкретно со проектите со кои планирам да настапам пред граѓаните. Меѓутоа, таа недоследност од негова страна, затоа што бара коректност од кандидатите за градоначалници, а на терен ја гледаме неговата некоректност во оптимално прекршување на овој изборен овој изборен период. Така да можете да барате коректност, меѓутоа дајте пример за коректност. Ја и понатаму ќе останам коректен. Така. Ќе се залагам со моите проекти да ја добијам довербата, а човечки е, ако барате коректност, возвратите со коректност. Граѓаните, барем оние повозрастните, секако ние како медиум долги, откако постоиме сме истражувале на овој проблем и барањата на граѓаните се јасни. Јавен тоалет на Куманово му е потребен. Повозрастните се сеќаваат дека постоеле јавни тоалети, предвидувате ли изградба за најголемата општина јавен тоалет? Јас и на митингот што го држевме во Куманово, меѓу останатите точки, меѓу последните проекти што ги набројав, беа изградба на 2 јавни тоалета.
Значи не постои анкета во Куманово која е правена меѓу граѓаните. Најчесто во време кога се прават анкети се присутни нашите пензионери на плоштадот во градот Куманово и едно од најчесто спомнуваните работи што ја бара од локалната самоуправа беа јавни тоалети. Сметам дека на локацијата веднаш до самиот плоштад има простор за 2 јавни тоалета, има простор, така да со доаѓање на власт во наредната година една од првите работи која не чини многу пари, а врши многу голема работа за нашите граѓани, ќе биде изградба на овие 2 јавни тоалета. Така, каде конкретно ќе бидат изградени? Па, за едниот јавен тоалет позади од наше време стоковна куќа Нама, а другиот јавен тоалет некаде позади текстил промет, пошто има тука државно земјиште каде што може да се стави. Сепак не можат јавните тоалети да бидат ставени на плоштад. Така. Освен урбаниот хаос во Куманово, проблем за сите учесници во сообраќајот е сообраќајниот метеж и хаос. Ке се решили конечно овој проблем и она кое што е генерална слика секојдневно од Куманово е дека се узурпирани тротоарите и дека е мотежното движењето пред се на пешаците. Ке го решите ли овој проблем доколку станете градоначелник? Па, сообраќајниот метеж, по кој е Куманово веќе одамна препознатливо, пред 4 години ние понудивме као решение изградба на 3 кружници. Пошто не добивме шанса да го оствариме тоа ветување, сега веќе за наредниот период нудиме 7 до 8 кружници кои на најкритичните места во Куманово ќе бидат поставени. Една од кружниците ќе биде на самиот лес кај Монопол, друга од кружниците ќе биде кружницата што ја ветувавме кај Зелен пазар, трета од кружниците ќе биде кружница кај Митев мост, четврта кружница ќе биде кај локалитетот Водовод кај Жмара. Планираме и една помала кружница за излезот на Куманово према Свети Николе, така да финансиски од постојните средства со кои располага општината, со домаќинско работење сметаме дека во периодот од 4 години 7 до 8 кружници е реална работа која треба да биде во Куманово. Ова е еден од начините за намалување на сообраќајниот метеж. Сепак, за решавање на овој горлив проблем имаме повеќе фактори, значи еден од факторите се решавање на овие клучки, друг од факторите е изградба на меѓународна автобуска станица, која ќе биде во близина на железничката станица, проект што го нудевме и пред 4 години, така да на тој начин големите автобуси кои влегуваат во Куманово, метежот на одреден начин ќе го намалат. Потоа останува главниот проблем, тоа е паркирањето. Значи, ние предвидовме да имаме 2 монтажни катни гаражи, така да за решавање на овој горлив проблем, покрај сите овие конкретни работи, ние понудивме и уште една работа, а тоа е форсирање на изградба на А2 категорија стамбени згради надвор од централното градско подрачје. Ова ќе го постигнеме со зголемување на разликата во градење во централно градско подрачје и градење на периферија. Разликата ќе биде зголемена, така да градењето во централното градско подрачје ќе биде многу поскапо во однос на градењето на периферија. Така да разликата треба да биде некаде околу 30%. Сегашна разлика е 10%, така да сите градат во централното градско подрачје. На овој начин притисокот од возила во централното градско подрачје ќе биде намален, со решавањето на кружните текови уште повеќе, со градење на овие монтажни катни гаражи, така да ние не можеме да гарантираме дека метежот ќе го решиме 100%, меѓутоа ќе се потрудиме да го намалиме во една пристојна мера. Така, имате ли конкретно бројка за бројот на возила кои што постојат во Куманово и конкретно колку број на паркинг места е потребен за да малку се ублажи таа состојба? Па, бројката на регистрирани возила овдека веќе е спомнувана од 27.000, меѓутоа не е спомнувана бројката на голем број возила со странски таблички, тоа се со бугарски таблички, кои во Куманово функционираат.
Значи, таа бројка сепак е на 30.000. Така да, оваа бројка, за да може да се добро менаџира, кажавме, мора условите да бидат зголемени на сите полиња од преди малку што кажавме. Значи, од дислокација од центарот, за местата кај што живеат. Второ, самите стамбени згради А2 што ги предвидуваат градење по закон со задолжително зеленило и со задолжителен паркинг простор во дворот на тие стамбени куќи или во склоп на нив. Сведоци се дека до сега во овој урбан хаос што постои во Куманово, мерката за запазени паркинг места што секој објект треба да има не се запазени на уштрб поголема градежна површина. Така да, еден од факторите за овој сообраќајен метеж е и тоа. Значи, на многу места и на многу нивоа треба да се делува за да се решава овој хаос, а сепак тоа ќе биде работа која во наредните 4 години ќе треба да ја доследно спроведеме. Проблем во Куманово се сместувачките капацитети во градинките. Над 600 дечиња чекаат прием во некои од градинките во Куманово. Долгогодишен проблем, ќе споменам, многу пати на оваа тема се има разговарано, но сето она кое што се гледа на терен е дека навистина состојбата е загрижувачка во самите објекти, затоа што згрижуваат многу повеќе деца од тоа што е капацитет за згрижување. Ќе се изградили нова градинка доколку вие бидете идниот татко на Куманово? Проценката за градење на градинки со овој буџет што го има општина Куманово е да најмалку може една градинка на годишно ниво да се гради. Значи, вредност на објект, зависно на градинка на која локација се гради, се движи некаде од 200 до 300.000 евра. Значи, на годишно ниво општина Куманово може за решавање на овој проблем да ги издвои, да ги најде тие пари. Така да, не случајно предвидовме изградба на 3 нови детски градинки и проширување и реконструкција на детската градинка во населбата Гоце Делчев. Значи, кажавме, секој проект е обмислен, секој проект е побарано финансиска поддршка, дали општината со своји средства може да излезе во решавање на овој проблем, така да сите овие градинки што ги понудиме во населбата 11 ноември, населба Карпош, населба Перо Чичо, финансиски општината во период од 4 години може да ги покрие. Затоа и ги предвидовме овие 4 градинки. Во континуитет, секоја година во Куманово треба да се гради по една градинка. Колку е сместувачкиот капацитет? Сместувачкиот капацитет во градинките ќе биде зависен од населбите, сепак минимум ќе биде 100 до 150 деца. Така, кога сме веќе кај немалите, предвидувате ли во вашата програма некое место кое што ќе биде на едно место, убаво место за сите, за одмор и релаксација, не само за најмалите, туку за сите граѓани во Куманово? Пред се, во решавање на еден од главните проблеми по кои Куманово во последно време се спомнува, тоа е енормната загаденост. А благодарение на доброто менаџирање на градот на СДСМ во последниве 27 години, Куманово стана лидер во негатива во Република Македонија. Покрај рекордната невработеност, покрај рекорден урбан хаос, сообраќајен хаос во негатива, значи и по енормната загаденост сме рекордери. Ова се сведува на тоа што во Куманово бројот на зелени површини е редуциран до максимум. Постојните 3 паркови кои беа во општина Куманово се уништени, невитализирани, тоа е градскиот парк, тоа е паркот Соколана и тоа е паркот на спомен Кустурницата. Еден од поранешните паркови во местноста Проевце е веќе приватна сопственост, меѓутоа постои локација каде што може да се изгради нов парк со веќе постоечки дрвја. Една од мерките со која ќе бидеме препознатливи меѓу граѓаните ќе биде озеленување на сите оние простори меѓу стамбените згради, за да тој дел биде разеленет за почист и поздрав живот на нашите сограѓани. Прочуените дрвореди
во општина Куманово, во кое Куманово беше препознатливо, прочуениот Проевски сокак, имаше дрвореди од самиот центар на градот до целото Проевце. Сега веќе тоа се мислени именки. Значи, ќе се потрудиме на секој начин, на секој простор да понудиме зелено решение за Куманово, не само со садење дрвца, туку и со проект Зелена вода, а тоа е проект на користење на технолошка вода за одржување на сите овие зеленила. Еден од топ проектите што ќе ги понудиме на граѓаните ќе биде изградба и уредување на спортско-рекреативниот центар Студена вода, за кој направивме проекција вчера на самата местност. Тоа е локалитет каде што корисна површина има од 10 хектари, каде што на тој локалитет ќе бидат изградени мултифункционални игралишта, детски игралишта, патеки за пешачење, патеки за велосипедисти, трим патеки, патеки за срчани болни, со места за одмор, со летниковци, каде што граѓаните на Куманово ќе можат да идат на пикник, работа која веќе заборавена во Куманово. Таа традиција на пикник одења беше присутна во поранешниот период на локалитетот Проевце, потоа на Пелинце, меѓутоа Пелинце е сепак далечна дестинација од 30 на километри, а овој локалитет е на далечина само од 3,5 километри од центарот на градот. Така да со решавање на овој проект на кумановчани можеме да им понудиме чист воздух, здрава животна средина и здрави навики за нивното живење. Кога сме веќе кај здравите навики на живење и здравата животна средина, сепак Куманово годините наназад не може да се пофали дека има здрава животна средина, затоа што според сите мерења Куманово, односно граѓаните на Куманово дишат најзагаден воздух. Како ќе се најде решение да Куманово конкретно се тргне од мапата на најзагаден град во Македонија? Значи, главните загадувачи покрај автомобилите, за кои понудивме решение да на одреден начин биде централното градско подрачје растеретено, потоа зелените површини, озеленување, одржување, тоа се сепак филтрите на чистиот воздух во градот, проектот гасификација кој е започнат од претходните власти во Куманово да се дофинишира, значи веќе секундарната гасификација да биде достапна на сите делови во градот, сегашната висока цена на приклучување на газ да биде достапна за джебовите на граѓаните, сепак цената за приклучок на газ сметаме дека е се уште многу висока за да граѓаните можат овој благодет да си го приуштат. И да до сите оние по-големи стамбени заедници оваа мерка биде спроведена, а тоа се стамбените згради, така да овој проект ќе биде тековен во наредните 4 години, го ветувавме и пред 4 години, со подобро менаџирање во фирмата Куманово газ, сметаме дека пред кумановчани со овој проект можеме да излеземе со многу поголема ефикасност и завршница чиј благодет граѓаните ќе може да го осетат. Сметате дека токму цената на овој енерген се причината поради тоа што Куманово, односно жителите на Куманово не можат во своите домови да имаат затоплување со овој енерген? Па Куманово е единствен град кој нема своји топлани. Значи сите поголеми градови имаат топлани каде што централното грејење е едно од решенијата за почист воздух. Во Куманово на ова поле не се размислувало, кажавме, предвидувањата со ширењето на градот на ова поле не се пратени тие ширења адекватно и затоа и доаѓаме во оваа ситуација да во Куманово грејната сезона е сведена на грејење на дрво, евентуално нафта, така да начинот на ширење на градот не е пратен со адекватни комунални и еколошки решенија за добробит на граѓаните. Спортски сали. Споменувате и вие во сите ваши јавни настапи изградба на доста голем број на спортски сали. Споменувавте и дека како пратеник имате заслуга за тоа што се изградени доста голем број на спортски објекти во Куманово. Ќе продолжи ли тој тренд на изградба на спортски сали? Во Куманово, во периодот како пратеник, во Куманово се изгради
изградија 4 тенески терени, се изгради мултифункционално игралиште во Основното училиште 11 октомври, се изградија 2 спортски сали во Основното училиште Магдалена Антоева и во Средното земјоделско училиште Киро Бурнас. Трендот на градење на спортски сали ќе продолжи и тоа за оние средно училишни центри каде се најнеопходни. Значи, средно училишниот центар Наце Буѓони е центар кој постои 50 години. Во тој центар учат 1900 ученици. Срамота е и после 50 години да учениците од тој средноучилишен центар, каде што имаме 2 средни училишта, каде што имаме во близина ученички дом професор Мијалковиќ, да нема спортска сала. Значи, тој проект ќе биде изградба на оваа сала. Втор тој проект од спортските сали ќе биде изградба на нова спортска сала на гимназијата Гоце Делчев и изградба на училишна спортска сала за населбата Черкезе за основното училиште Јероним Дерада. Така да во наредните 4 години ние се надеваме дека воглавном со поголеми средства од буџетот на општината, со одредени донации и ќе побараме и помош од државата, сепак тоа се во ингеренција на Министерството за образование и од нив помош да ги реализираме овие 3 проекти кои се многу битни за граѓаните на општина Куманово. Кога сме веќе кај спортот, Куманово е град кој што е предпознатлив по спорт. Скоро и да нема екипа која што настапува во некој од спортска екипа која не настапува во некој од лигите во Македонија. Вие најавувавте и поддршка за сите млади спортисти, за сите спортски клубови во Куманово, спонзорство и нивна поддршка. Ова ветување останува, меѓутоа, главен акцент ќе не бидат младите и масовното ширење на спортот, тоест на сите оние спортови кои на времето беа присутни во Куманово, но со време згаснаа. Значи, основната работа ќе биде омасовување на сите овие спортови, формирање на школски лиги, формирање на школски олимпијади, финансирање на сите општински клубови на ниво на општински лиги, со логистика за нивни одржувања и со логистика на сите тие локални клубови во општина Куманово, логистика и финансирање на потребите за сите оние спортски клубови каде што ќе има. Јас пред некој ден ме прашаа: докторе, како мислиш да финансираш? Секој клуб кој нема подмладок е клуб на изумирање. Секој клуб кој сака да обстои мора да има подмладок. Секој клуб што има подмладок ќе има зголемени средства за финансирање, бидејќи подмладокот е гаранција дека тој клуб ќе живее и после 4 години кога мандатот на доктор Зоран Ѓорѓиевски ќе престане. Одредени ветувања, освен кога сме веќе кај спортот, Куманово е град кој што е предпознатлив по културата и голем број на културни манифестации кои што се одржуваат. Вие во вашата програма предвидувате поддршка за сите уметници, продолжување на она кое што се вели историја кога е во прашање културата во Македонија и одржување на сите оние манифестации кои што постојат во Куманово. Пред се кажавме дека сите оние културни настани во Куманово кои се традиција, во овој момент се одржуваат денови на комедијата, Рома Труба Фест, потоа се одржуваат табурашките вечери во Куманово. Значи, сите оние културни настани до сега, кои се веќе традиција, ќе бидат поддржани од наша страна. Ние, како нова локална власт, ќе понудиме мултиетнички детски фестивал, фолклорен фестивал, значи некои работи кои досега ги немало во Куманово, со кои Куманово може да биде препознатливо. Меѓу останатите работи понудивме отворена сцена. Сведоци сте дека секаде низ светот во моментот се многу популарни уличните свирачи. Так. Значи ќе имаме приклучоци на местата на центарот на Куманово, каде што овие улични свирачи можат да го покажат пред граѓаните својот талент. Значи, тука ќе бидат присутни и нашите сограѓани, тука ќе бидат присутни и оние
пролазни минувачи, тоест пролазни уметници кои сакаат својот талент да го покажат, така да ќе го пратиме тој тренд на светската култура и со заживување на ново едно културно кумановско лето, кое со изградба на топ проектот Студена вода ќе му дадеме еден многу поголем значај, така да кумановчани во летниот период покрај одредени спортски настани ќе имаат и богато културно лето, за да летото им помине во многу попријатна атмосфера. Така, споменавме речиси скоро сите возрастни групи, но што е за највозрастните? Како ќе го добиете гласот од пензионерите? Па, ние го и почнавме овој разговор со проекти за највозрастните. Прв проект за највозрастните, бидејќи се најчести на локацијата на центарот на градот, го спомнавме. Вториот топ проект, убава здрава средина за рекреација, Студена вода, го спомнавме. Покрај тоа, општината, сите оние пензионерски здруженија ќе биде логистика, а во нашата програма предвидуваме и изградба на нов старечки дом со капацитет од 50 до 100 легла со јавно-приватно партнерство. Значи, тоа е исто една потреба во градот која се наметнува веќе со години. Постојниот старечки дом Зафир Сајто веќе капацитетите му се доста исполнети, така да се наметнува потреба од уште еден ваков објект со кој пред нашите највозрастни граѓани ќе можеме да излеземе за наредниот период од 4 години. Невработеноста во Куманово исто така представува проблем за сите. Што тоа предвидувате вие во вашата програма, која што еве да споменеме носи наслов Новата ера започнува? Токму на ова поле ќе се реши ли долгогодишниот проблем на Куманово и ќе се намали бројот на невработени? За решавање на овој горлив и акутен проблем, ние во нашата програма излеговме со повеќе мерки. Значи, првата мерка беше изградба на тир зона, втора мерка е развивање на постојната индустријска зона Речица, која се уште нема инфраструктура и која се уште не е заживеана, да ја заживееме таа зона и да ја понудиме и на домашните стопанственици и на сите оние странски инвеститори кои ќе бидат заинтересирани. Правење на еден каталог, тоа го спомнавме, во кој ќе бидат ставени сите оние макро и микро понуди што ги има градот Куманово, човечките ресурси со категоријата на сите невработени кои се присутни во општина Куманово, така да секој стратешки инвеститор, било домашен, било стран, ќе има на увид со кој човечки потенцијал и со кои инфраструктурни ресурси располага општината, за да може да процени какво ќе му биде улагањето. По прашањето на домашните стопанственици, ние веќе и во самата програма најавивме да во постојните индустријски зони, каде што никнаа со средства на самите стопанственици, онаму каде што не се завршени инфраструктурните уредување на овие зони, општината настапи со уредување на сите природни патишта до овие индустријски зони. Сепак многу од тие природи се тесни, не можат големите товарни возила да влезат. Општината на тоа поле треба да понуди решенија, каде што инфраструктурата не е завршена во смисол на водоводна мрежа, фекална канализација, атмосферска канализација, и на тоа поле да понуди решенија, се до поставување на огромни табли во секоја зона со надписи од сите постојни фирми кои се во таа зона. Така да нивните бизнис партнери многу полесно ги наоѓаат овие фирми и да им ја олесниме работата на тоа поле. Покрај ова, за сите оние кои се заинтересирани за отворање и развивање на мали и средни предпријатија, општината е спремна да дава логистика и одредени субвенции за сите оние фирми кои можат да во собствените капацитети направат едно работно место повеќе. Значи, општината ќе биде присутна на ова поле, се со цел да бројката на актуелно невработени лица во Куманово ја сведеме на минимум. Ова ќе важи за сите оние наши сограѓани кои во моментов се на печалба во далечниот Авганистан, со сите овие понуди, да кога ќе се луѓето вратат,
имаат понуда каде да ги вложат своите пари. Да не ги вложуваат и да ги закупуваат во станови, куќи, како што беше до сега, туку во стопански објекти, каде што тие средства ќе им се мултиплицираат, а за останатите граѓани на Куманово ќе бидат бенефит. До одржување на изборите остана уште 2 дена кога настапува изборниот молк во петок на полноќ. Вие секојдневно сте на терен на средби со граѓаните. Што конкретно бараат од вас? Дали можеби се уште инфраструктурните проблеми се најголемиот проблем за жителите на Куманово? Се уште инфраструктурните проблеми на граѓаните се проблем број 1 во град Куманово. Градот е сега градилиште, така да на веќе 2-3 интервјуа ме прашуваа што ќе биде вашата прва работа кога ќе постанете градоначалник. Сето ова што сега е започнено, а не е довршено во градот Куманово, да биде довршено. Она што го спомнавме пред малку, да на 2 месеци пред избори почнува градежната офанзива. Во моје време, на крајот од мојот мандат, тоа нема да се случи, а сето ова што сега не може да се заврши, за да може да функционират кумановчани, ќе биде завршено. Сите улици низ Куманово се раскопани, така да се поставува инфраструктура, не може да се стаса да се постојните асфалтирани улички повторно асфалтираат, така да кумановчани повторно ќе газат кал. Затоа и нашиот топ проект беше Куманово без кал. Така, ќе имаме ли фер демократски избори со оглед на фактот дека и вие како кандидат за градоначалник подпишавте кодекс за фер и демократски избори? Ќе имаме ли мирен изборен ден на 15 октомври и очекувате ли победа во првиот круг? За мене, како човек и како кандидат за градоначалник, доктор Зоран Ѓорѓиевски, за партијата ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, гарантираме од наша страна честни, фер и демократски, зрели локални избори. Така, советничката листа секако граѓаните на Куманово ќе имаат можност да избираат и за идниот состав на Советот на општина Куманово. Да проговориме нешто за тоа кои луѓе ќе седнат на тие места и ќе бидат очите и ушите на граѓаните. Советничката листа кај нас е застапена од членови на ВМРО, од коалицијските партнери, меѓутоа сепак тоа се бирани препознатливи луѓе кои се во градот Куманово изградени авторитети. Имаме и доста млади луѓе кои ќе бидат обнова за досегашниот постојан совет на општина Куманово и кои доследно ќе се ги представуваат местата од каде што доаѓаат. Така да мислам дека со овој совет ние на граѓаните на општина Куманово нудиме еден совест за работење на градоначалникот, кој ќе биде доследен во својата работа. И со давање на поддршката на овој совет, сметам дека граѓаните на Куманово ќе ја погодат целта. Така еве, сосема за крај на овој разговор и предвиденото време за оваа емисија, можете да им се обратите на граѓаните, да им патите порака и зошто треба да гласаат за број 13 во недела. Почитувани мои кумановчани, во сите избори и локални и централни, многу артикулации, многу говори се збореле, се слушнале, меѓутоа, после сите тие говори, останале извршените дела за сите тие луѓе да зборуваат која е тежината на тие луѓе во оваа општина Куманово. Очекувам да ја препознаете мојата работа од 30 години во општина Куманово, мојата посветеност на општина Куманово, така да сметам дека со давањето на вашата доверба на мене како човек, кој досега 30 години ја оправдал вашата доверба, ќе го постигнете главното, а тоа е заживување на умрената општина Куманово и доаѓањето на новата ера за граѓаните на општина Куманово, нова ера, ново време, една промена која Куманово требаше да ја има уште пред 4 години, која не ја доби пред 4 години, но сега е вистинскиот момент да дојде промена во Куманово со закружување на бројот 13. Кумановчани ќе бидат тие што ќе ја донесат првата промена на локално ниво, која ќе биде проследена на цела Република Македонија.
Господине Ѓорѓевски, благодарам за одвоеното време што бевте наш гостин, што споделивте со сите нас и со сите споделивте со граѓаните со тоа со каква програма настапувате на овие локални избори. Во моje име јас ќе ви посакам среќа, како и на сите кандидати претходно кои што поминаа низ оваа емисија. Среќа на денот на изборите и се надевам дека и понатаму ќе имаме успешна соработка како и досега. Благодарам и вам. Да сте живи и здрави, да ми се живи и здрави Кумановчани, така да се надевам во престојниот период ќе преовладее совеста, ќе преовладее зрелоста и се надевам дека веќе после 15 октомври ќе почнеме да размислуваме за подобро утре за Куманово. Благодарам. Благодарам и на вас уште еднаш што бевте наш гостин. Почитувани гледачи, имавте можност да го проследите разговорот со кандидатот за градоначалник од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, кандидатот за градоначалник на Куманово, Зоран Ѓорѓиевски. Имавте можност да проследите разговори со кандидатите за градоначалници на општина Крива Паланка и со кандидатот за градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз Максим Димитриевски. Сепак немавте можност да слушнете со каква програма настапуваат кандидатите за градоначалници од албанските партии, затоа што не ја прифатија поканата да гостуваат во нашата телевизија и директно од нив да слушнете, зашто ја бараат вашата поддршка. Останува на 15 октомври да видиме каков изборен ден ќе има Македонија на 6-тите поред локални избори и секако останува да видиме кој ќе биде идниот градоначалник на Куманово. Од мене пријатна вечер и благодарам за вниманието.